Ова утро се наоѓам во Детскиот културен центар Карпош, заедно со директорката Билјана Серафилмовска-Лалчевска. Зборуваме за сите активности во овој период, особено за трамболини. Верувам и децата едва и чекаат да слушнат еден од најпознатите фестивали на Детскиот културен центар Карпош, кој годинава од 27 мај започнува до почетокот на јуни ќе трае. Многу активности и после трамболини, па ќе имате активно лето како и секоја година. Билјана, добро утро. Добро утро и ви благодарам што сте секогаш тука да ги промовирате нашите активности на Детскиот културен центар Карпош. И како што самите кажавте, од 27 мај до 3 јуни ќе се реализира најпознатиот детски фестивал на креативноста, насловен како Трамболини, кој е поддржан од градот Скопје. На наше големо задоволство, оваа година децата ќе имаат можност да ги покажат своите креативни способности и вештини на различни локации во градот Скопје, каде што ќе ја истакнат својата креативност. Можем да напоменам дел од локациите каде што ќе се изведуваат овие креативни работилници, значи тоа е Музеот на современа уметност, понатаму нашиот центар, да кажеме градското подрачје во градскиот парк и така натаму. И ќе имаат ексклузивна можност во рамките на фестивалот за детска креативност да го проследат и детскиот мюзикл на македонски јазик Аладин и волшебната ламба во Младинскиот културен центар во Скопје на 3, тоа е како една завршница и едно отпочнување на фестивалот на детски мюзикли, кој што ќе биде последователно на 4 и 5 јуни, каде што премиерата на овој мюзикл ќе биде исто во киното Фросина, во Младинскиот културен центар. И ќе имаме гости, тоа се ученици од интернационалното училиште QSI во Скопје, каде што ќе ја изведат представата или детскиот мюзикл на англиски јазик Убавицата и ѕверот. Цело лето ќе имаме, да кажам, интересна програма. Овие два мюзикли кои што едниот на англиски, едниот на македонски јазик, ќе бидат изведени од студиото за бродвејски мюзикли Бродвеј Джуниор. И во оваа прилика сакам да ги поздравам, бидејќи тие се наши верни поддржувачи, начело со Наташа Јанкова, која што е нивни диригент на студиото. А останатиот дел од летото, практично децата ќе имаат можност да ја почувствуваат она летна среќа на Карпош, така ни е насловен цел еден месец, кој што ќе биде исполнет со наши активности. Зашто всушност станува збор? Од 8:30 до 13:30 часот оние деца кои што немаат каде да бидат згрижени, би посетувале наши активности. Навистина имаме голем опус на активности, нема да откривам се, само ќе споменам дека нема да има учење, ќе има само забава, рекреација, посета на значајни објекти на градот Скопје, бидејќи ние сепак сме институција која што е под капата на градот Скопје. Така да нека ја посетат нашата веб страница, фейсбук страница, инстаграм, каде што можат точно да се информираат за сите детали во врска со оваа летна радост. И бидејќи е за прв пат организирана, се надевам дека ќе има и голем интерес од страна на родителите и децата во овој летен период. Многу активности, кажавме и во најавата, многу активности има Детскиот културен центар Карпош, почнувајќи од трамболини, па понатаму цело лето ќе биде активно за оние дечиња кои што нема да одат во градинките или училиштата, ќе можат секако да искористат дел од вашите активности, работилници и креативни занимливости кои ги имате испланирано за децата. Што само за крај само да прашам околу уписите, бидејќи Детскиот културен центар Карпош врши уписи, дали во текот на летото покрај овие креативни работилници ќе имате отворени и кај вас во Детскиот културен центар Карпош и уписите кога започнуваат за сите оние
нели креативности кои ги има вашиот центар? Бидејќи ќе бидеме активни летово, треба малку и да одмориме. Некаде до кај 20 јули ќе бидеме тука присутни, а потоа од 15 август ќе почнеме со уписите во сите секции за сите оние љубители заинтересирани кои што сакаат да бидат дел од нашето мало царство. Така, а до тогаш нека уживаат во летото децата. За уписите повторно ќе се видиме. Летото е пред нив и пред вас. Ќе се видиме на вашите работилници. Ви благодарам, секако еве една покана до сите заинтересирани повторно да се побрзаат и да го резервираат своето место за овие работилници и овие активности од летната радост на Карпош, така што ете се надеваме дека ќе има голем интерес за она што ние го подготвивме за сите деца од градот Скопје. Се гледаме. Ви благодарам.